Знаевте и Григоров, знаевте Милошев, знаевте македонската политичка елита. Можеме ли да почнеме од тој наводен договор Мицотакис Милошевиќ за поделба на Македонија? Постоеше ли воопшто договор за поделба на Македонија? Види, тоа не беше само Мицотакис Милошевиќ, беше и турскиот дебелиот, како се вика. Сулеман Демирел. Демирел. И тој беше трети. И отприлike Србија не требаше да учествува во подел. Затоа што Србија бараше само да помини. Србија бараше да транспорт да оди коридор, да. Коридор Вардарска долина. Да се оди до Солун и назад. Немаше територијални претензии. Да има излез на Егејско море. Да има излез на некој море или на Егејско. Не беше идејата за да се земи територија некоја. Македонија, затоа што имаме доволно албанци ние во Србија, не ни требаше уште еден. Уште некој чекта да дојде. Така да, меѓутоа почна проблем. Прво беше разговор да Грци и Бугари нешто поделат тамо, али од другата страна, од лева страна на Вардар. А десна страна да оди на Албанија, на Косово и Албанија. Меѓутоа, проблем стана со Скопје, затоа што Скопје не се направи на лева обала е албански дел од Скопје, а на десна е Македонија. И така да тука не се запна и ништо не се добро. Значи имаше разговори? Имаше разговори. Да, и бев јас. Значи Милошевиќ, дел бугарите, турците... Да, али Србија бараше само да помени. Само коридор? Коридор, да има, да се одиме со вози, со кола до Солун. Добро, и оној договор Коча Поповиќ веров од 1960-61 година и признаваше на Југославија условно речено екстериторијалност од Гевгелија до Солунско пристаниште. Грците имавме тој договор, после не сакаја Грците да продолжат.